Предстојната Митроданска задушница која ќе се одбележи на 1 ноември во сабота, за верниците ќе биде најголем трошок досега. Цените на артиклите се во небо, а зад нив не заостануваат ниту трошоците за цвеќе, такси и слично. Задушница секако е скап. За народот се е скап, а за задушница посебно е скап. Трошок, ама подобро би било, например, тоа што ќе однесеш да го дадеш на некој што нема. Се е скапо, да. А колку е трошок за задушница? Па колку е? Колку зимам ја? 18.000 зимам. Пензија. Трошок. За задушница зависи што ќе носиш. Не е скапо. Зависи колку ќе носиш. Не е многу скапо, например, да речеме, ама да се работи умерно, како што зборуваат свештениците. Скапо. Оти, треба ли многу? Па добро, ние не ли знаеш како зимаме. Се да има. Се да раздадеш да онедеш. Трошоците клучно доаѓаат од традицијата за овој ден на гробовите од блиските да се носат големи, а во некои случаи и енормни количини на храна. Овде на овие денови, но и на други, може да се најде она што треба, но и на луксус кој православието не го познава. Скапи вина, ексклузивни десерти, скара и друг вид на храна и луксус. Од друга страна, православната вера и свештениците се категорични дека во секоја прилика на гробовите треба да се најде само следното. Апелираме до сите наши благочестиви христијани да дојдат на гробните места, да донесат вино, пченица, свеќи, да повикат свештеник да се помоли заедно со нив за покој на душата на нашите покојни, бидејќи ете тоа е потребно за нивните души. Доколку ова се почитува, трошоците за задушница, но и другите денови на кои се организира помен за починатите, ќе бидат далеку поевтини и верски соодветни. Дали верниците можат да се одвикнат од веќе создадената традиција? Носи се, не треба да се носи. Треба да дадат на некој што ќе апне, да не да некој чинјата таму лом прават. Многу се носи храна. И тоа храна да вашо кучије прават тамо нерци. Тоа подобро да се дае на некој посирома, да се покиси искористи, отколку да се така носи. Да, премногу. Ама така останало. Абе, зависи кој колку носи. Некој што има помлад умрен, повише носи. Некој стари како нас и што зумрени, само тет да направи. Па носи. Премногу се носи. Дали во сабота повторно ќе се случи она кое досега е познато и купишта храна, пак ќе останат на гробовите, звучи како известно, но веројатно време е нештата и навиките да се променат и поради скапотијата и поради верата.